Обврската за задолжителна исплата на К15 стапи на сила во 2014 година, кога на вработените во приватниот сектор, како средства за годишен одмор им беа исплатени по околу 8400 денари. За годинава, максималниот износ кој треба да легне на сметките на вработените е најмалку 9610 денари или максимални 14090 денари. Работодавачите имаат обврска до крајот на годинава да исплатат регрес, но имајќи на ум дека не на сите работници им следува К15. Исплата на К15 не треба да очекуваат доколку исполнет еден од следните услови: вработен во некоја јавна институција, односно во јавниот сектор. Вработените во јавните институции се уште немаат право на К15, бидејќи во нивниот колективен договор од 2010 година тоа не е пропишано. Доколку имате стаж во фирма кој не е подолго од 6 месеци, со што автоматски не ви следува исплата за регрес на годишен одмор, а К15 се исплаќа само на работниците кои се пријавени кај ис работодавач најмалку 6 месеци. Доколку работите кај еден ист работодавач подолг период од 6 месеци, меѓутоа имате прекин во работниот стаж. Треба да знаете и дека минималниот регрес за годишен одмор изнесува 40% од просечната исплата на нето плата во земјава во претходните 3 месеци. Но имајќи на ум дека се работи за 40% од просечна нето плата во Македонија, а не просечна плата во вашата компанија. Просечната плата во Македонија во моментов се менува често, зависно од месецот во кој сакате да го исплатите регресот за годишен одмор. Треба да проверите во тој месец колку е просечната плата во Македонија.